Пратениците од Калифорнија одржа итна седница во главниот град во Сакраменто за заштита на државните политики од очекуваните предизвици на администрацијата на Трамп. Председателот на собранието Роберт Ривас рече дека телото мора да се подготви за правни битки со федералната влада. If LGBTQ people come under attack, if hard-working immigrants are targeted, if women's reproductive freedom is threatened, we will fight back with everything we have. За време на првото председателство на Трамп, Калифорнија ја тужеше администрацијата повеќе од 120 пати, успешно бранејќи ги државните политики за имиграција, стандардите за емисија на возилата и пристапот до здравствена заштита. За време на кампањата, Трамп повторно вети дека ќе отповика способноста на Калифорнија да го регулира загадувањето на возилата и да ги депортира сите неовластени имигранти. Тој исто така се закани дека ќе ги блокира средствата за помош при катастрофи доколку државата се спротистави на неговите политики. Гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, на седницата побара од законодавниот дом дополнителни $25 милиони за државниот фонд за правна одбрана. It's really important that we are doing everything we can to prepare to suit up for what's going to be a huge battle. At the same time, we have to balance the need for some of these legal battles with the priorities that are necessary to ensure that we are supporting our communities' everyday needs, housing, homelessness. Предложениот правен фонд доаѓа во време кога Калифорнија се соочува со растечки буџетски дефицит, како и со страф од влошување на државната економија во времето на Трамп. Сепак, со неизино демократско мнозинство, одбраната на прогресивните вредности на државата се очекува да има широка поддршка. Но Джеймс Галагер, лидер на републиканското малцинство во собранието, вели дека подготовката за борба против федералната влада е погрешен пристап. So I sent a letter to President Trump and I said, hey, there's a lot of Californians out here and elected officials who want to work with you, and especially in the areas of wildfire prevention, water, housing, energy costs. Надвор од главниот град, демонстрантите протестираат, привлекувајќи внимание на заканата од предложените масовни депортации на Трамп. Калифорнија, која има околу 1,8 милиони неовластени имигранти, е така наречена држава за солниште и во минатото одбиваше да им помогне на федералните напори за депортација. Членот на републиканското собрание Бил Есајли вели дека ова мора да заврши. Border security, immigration policy, that's not a state issue. We can't have 50 states have separate immigration policies in the United States of America. We have to have one policy. Моќта што им е дадена на државите да се спротистават на федералното пречекорување се користи уште од изготвувањето на уставот на САД и има за цел да ги заштити граѓаните, вели Дейвид Карило од Беркли универзитетот во Калифорнија. To a certain extent, conflict between the states and the federal government is a feature, not a bug. It's anticipated. It's not necessarily something to avoid. It's expected. Sometimes the federal government might be your friend, your sword, or your shield. Sometimes your state might be the one defending you against the federal government. And both of those conditions have been true at various points throughout American history. Законодавниот дом прво ќе расправа, потоа и ќе гласа за вонредните мерки пред Трамп да ја превземе функцијата на 20 јануари. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски, Вашингтон.